Молерите својот занает, односно професија, ја учат преку завршување на соодветно образование или соодветен курс. Тие се професионалци кои подготвуваат и бојат внатрешни и надворешни ѕидни површини. Со постојано следење на трендовите во уредување на внатрешните, како и надворешните ѕидни површини, молерите неретко се познати и како уметници кои од обичните ѕидови создаваат вистински уметнички дела. Работата на еден молер се состои од отстранување на стара боја од ѕидовите, избор на материјали и мешање на бои за работа, боење преку различни техники кои ги учат за време на своето образование, како и чистење на своите работни површини. Овие професионалци користат специфични алати за работа, од типот на различни видови и големини шпакли, различни видови и големини начетки, ваљаци, кофи, лепаци, шмиргли, шаблони за работа, бои, креч, поликолор, панели, плочки, скали и слично. Молерите користат и електрични алатки од типот на различни видови распрскувачи, миксери, шприцеви, како и електрични рачки за шмиргли. Бидејќи сите овие алати се остри и работат на електрична енергија, молерите имаат шанса да се повредат на многу различни места. Тие имаат повреди од патот скала или скеле. Потоа имаат болки во рацете, повреди од несоодветно ракување со електрични алати, повреди на рацете и на нозете. За да се намалат овие опасности, молерите носат заштитна опрема која се состои од молерско одело, капа или шлем, маски и ракавици. Останува да го послушате ова видео уште неколку пати и да се одлучите дали сакате да постанете молер или ќе не следите на нашата Facebook и веб страна за да дознаете нешто повеќе и за другите професии.